Мамо, многу ми се налути. Зошто го сакам Алекс ми се лутиш? Се обидов, мамо. Многу сакав да ја откорнам оваа љубов од срцево. Ама не успеав, мајко. Не можев. Знам дека ме сакаш. Знам дека ми посакуваш добро. И знам дека се плашиш за мене. И јас се плашам. Може да ни направат лошо. Да ни зборуваат зад грб. Ќе не озборуваат. Ќе направат непријатели од нас. И јас се плашам. И тоа многу се плашам. Ама љубовта ми е толку голема, што го притиска овој страв. Однатре некој глас како да ми вели можеш, Зариф. Можете да го надминете и ова. Ако вие двајца вака се сакате, ако стоите еден за друг, ќе победите се. Вака ми вели гласот од внатре. Ќе дојде ден кога луѓето што денес стоја пред нас и плукаа по нас ќе се сменат, ќе разберат. Ќе сватат дека ако двајца се сакаат и по цена на смрт, тогаш се е можно. Јас верувам. Се е можно. Дај Боже. Дај Боже. Да можеа двајца млади што се сакаат да го сменат овој свет. А камо да можеа, камо да можеше на светот љубовта да му е важна. Ама не е така, Зарифе. Светот не се менува толку лесно, Керко. За сега љубовта не му е најважна на светот, Керко. Традицијата му е важна. Не е толку лесно, Керко. Светот не се менува толку лесно. Овој свет и онака се менува, мајко. Младите треба да можат да разберат, а постарите да можат да направат. Вие не разбирате, а ние не можеме да направиме. Татко Рамиз доаѓа.
Дали помисли да ја дадеш, штом на Алекс му рече дека ќе размислиш? Реков дека ќе размислам. Ама зошто го реков тоа, навистина не знам. Сега да кажам може, ќе можеме ли да се справиме со толку луѓе? Нема да можеме, Рамис. Се гаси ли оган со оган? Така е. Алекс е внук на Ацо Бајтарот. Зарифе е ќерка на млекарот Рамис. Ако речам може, ставејќи двајцата наспроти 600 години традиција, така ли? Ќе можат ли да се спротивстават? Нема да можат, Рамис, нема да можат. Двајцата млади фиданчиња, како ќе преживеат во сред волкава бура? Ама ако сме сите заедно, сплотени рака за рака, ќе успееме ли? Велиш, заедницата е сила. Така е, ама ова не го знаеш. 1000 пријатели да имаш, малку се. Еден непријател да имаш, многу е. И ова знае го, Рамис ефенди. Веќе имаме повеќе од 1000 непријатели. Фатма, ама Алекс не сака да се откаже. Подготвен е на се. Така е. Дури и на смрт е подготвен. Толку е одлучен. Нема да се откаже. Алекс нема да се откаже. Од верата се откаже, ама од љубовта нема. Нема да се откаже. Фатма, а ако ја грабне ќерка ни од нас, Зарифе? Бог да чува. Фатма, а ние да ја предомислиме Зарифе. Еј, господине Рамис, љубовта ја прават двајца, нели? Едната половина е Алекс, другата е Зарифе. Што зборуваш, бе, човеку? А јас што да и кажам сега? Да и кажам Алекс или јас? Или семејството, или љубовта ли да и кажам? Кажи што да и кажам. Потоа знаеш, Фатма, еднаш поради ова сакаше да се самоубие. Се плашам, Фатма, се плашам. И јас се плашам. Мајка ми и татко ми воопшто не се добра. Многу е тешко. Ситуацијата на Зарифе е полоша дури и од нивната. Во право си. Вахиде, јас да бев христијанин, како Алекс, ќе ме сакаше ли тогаш? Ќе почекам. Се ќе биде убаво. Каде е татко Рамис, Вахиде? Излегоа со мајка ми. Ние веќе да одиме. На Хусмен малку му се приспа, па... Добро. Ајде останете со здравје. Добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Бато, јас велам да се вратам во Истанбул. Да се потрудиме со бато Музафер да ја продолжиме твојата дозвола. Инаку ќе ти ја поништат. Добро велиш, Фериде. Ќе одам ке пашата на разговор повторно, да му ја објаснам ситуацијата. А ја ако успеам, тогаш ќе можам да се вратам повторно за вашата свадба. Се разбира ако има свадба. Што зборуваш, бато? Се разбира дека ќе има? Дај Боже до тогаш се да се среди. Дај Боже. Да си жива, Ферида. Нема за што, мила Вахиде.
Мамо, доаѓаат вооружени луѓе. Што? Каде се? Стојте! Не се ни осмелувајте да мрднете! Кренете ги рацете! Спуштате го оружјето! Спуштате го оружјето! Кои сте вие? Што сакате од нас? Немаме лоша намера. Што барате во ова време од ноќта тука? Што браво овде? Ние сме ловци. Тргнавме на лов. Каде ловите? Погоре на видот, ловиме ребици. Во ова време нема и ребици. Можем ли да ви дадам нешто друго ако ви треба? Ако имате вода, ќе биде добро. Али донеси вода? Зошто ни вперивте пушка? Помислив дека сте арамии. Доаѓаат ли тука рами? Го убија маш ми. Минатата година доцна навечер ни влегоа дома. Маш ми го убија, ама син ми остана жив. Господ ми го чуваше. Знаеш ли кој го убил? Лицето не му го видов, ама Димитри се викаше. Димитри е мртов. Мртов ли е? Мртов? Навистина ли? Сакав да умре од моиве раце, ама ти благодарам Боже и за ова. Али слушна ли што река? Несрекникот што губи татко ти бил мртов. Така е. Не плашете се веќе. Да не сте гладни, дојдете нешто да ви дадам. Не треба. Треба да стигнеме на едно место. Хајде, останете со здравје. Да сте живи. Одете со здравје, ајде. Мамо, господинот Али имаше нож во раката. Тоа го направил за да не заштити. Ајде, дојди. Михаил Ефенди и жена му вечерва рано си легнале. Не им горат ламбите. Живеат куќа до куќа со Осман Ефенди. Со години и двајцата си живеат со своите вери и традиции. Така, ама и меѓу нив има еден невидлив зид. Фатма, ако ние се согласиме за оваа работа, во тој зид може би ќе се отвори дупка и тој зид ќе ни се сруши на сите врз глава. Нели? Вечерва ќе се случат неколку работи, Хаки Ефенди. Утре, поради овие работи, муслиманскиот народ ќе биде многу бесен. Од тебе сакаме да ги потурнеш малку муслиманите против христијаните. Ме разбра? А зошто сакате да го направам ова? Слушнав дека на лошо ти тргнало, Хаки Ефенди. Минатата година си ги изгубил сите овци, така? Така е. Ако направиш како што сакаме, ти текнува ли на овците што пред некој ден му ги украдила на Джабар Ефенди? Може да бидат твои. Ако не сакаш да го сториш тоа,
Ти си знаеш Хаки ефенди. Мамо, добра ли си? Добро сум. Чичко Рамис, ти добро ли си? Одам да спијам. И јас доаѓам. Алекс, Да, деда. изгаси ја ламбата, да спиеме малку. Добра ноќ, деда. Добра ноќ, чедо, ајде, ајде. Добра ноќ, Фатма. Дај Боже. Господи, те молам да расцвета цвеќето. Тивко! После што ќе правиме, Пасков? Ќе одиме кај Никола. Ајде побрзајте.
Хасан! Брзо, Хасан! Што е, бе? Дојди, Хасан, брзо! Што е што зборува? Дојди! Ти го ограбиле дуќанот! Што е со дуќанот, не те разбирам? Ти го ограбиле дуќанот! Хатиџе, слушна ли? Што? Ти оди, ајде, јас одам. Ајде. Хатиџе, слушна, го ограбиле дуќанот. Рамис Ефенди, А, што се случува, Фатма, а? Што е? Рамис Ефенди, стани, разбуди се. Фатма? Стани, дојди во дворот со мене. Разбуди се, стани. Фатма, што се случува? Стануве, ти велам, стани. Што е, бе? Ајде, облечи се, дојди со мене. Фатма, Ајде. Погледни, гледаш ли? Фатма, Види, уште или и на ливче нешто напишале. Што пишува таму, Рамис, кажи, ај? Фатма, што сака нека пишува. Ова значи ќе убиеме, не разбираш ли? Ке ја убијат керкани, нели, Рамис? Фатма, да го симнеме, да не го види некој. Да го симнеме, а? Ајде. Ајде. Господи Боже. Да, треба да одиме на молитва почесто. Треба. Да, разбира дека треба. Ова што го прават. Не сме да се менуваат едни како не. Видиш што е ова? Не е во ред, воопшто. Аман, Господе! Некој заврзал свиња пред џамијата. Кој се осмелил ова да го направи? Зошто го стори ова? Ние исто значи ова. Тоа не смееме да го дозволиме. Не смееме, Господа. Да не дозволиме. Ја навредуваат нашата вера, Господа. Ќе им вратиме за ова. Да им вратиме на христијаните. Да им вратиме на христијаните. Каде одиш, бе, внучко? Кај господин Рамис. Да видам што одлучил. Добро. Оди да видиме. Нема ли да кажеш нешто? Ако ти кажам да не одиш, ќе ме послушаш ли, бе, море? Ајде, оди. Внимавај на ногата. Во ред, дедо. Наскоро вистинската ќе обеси. Добро утро, татачка. Добро утро, мамо. Однеси ги, Фатма, однеси ги девојчињата, ајде, однеси Дојдете, ги. девојчиња, дојдете. Мамо, Ништо што не, е? дојдете, ајде. Ајде.
Вахиде! Вахиде! Молам те то. Облечи нешто и оди викни го Алекс да дојде. Добро, ќе го викнам. Господе, кој го оставил ова? Господе, Господе, што е ова? ми го уништиле дуќанот. Зошто сториле вака? Зошто го сториле ова, бре? Кој го стори ова? Кој несрекник го стори ова? Хасан, Кој да го стори ова, нека смири се се, јави. Хасан, смири се. Смири се, Не можам, ти не велам, можам, Хасан. Џабар ефенди, не можам да се смирам. Смири се, бре. Полека, Хасан, Ме полека. прашувам, кој го стори ова? Кој го стори? Зар не разбира зашто го сториле ова, Кројачу? Што зборуваш бе ти? Хасан, чекај, чекај. Пред некој ден и на жена ти реков, сега и тебе ќе ти кажам. Еден христијанин го направивте муслиман. Ке видите уште што ќе ви се случи. Што зборуваш? Чекај, бе, Хасан, чекај, полека. Сега ќе Смири видиш. се. Тргнете ми го овој од пред очи, истете Кројач. Пуштајте ме! Смири се. Пуштајте ме! Пуштајте ме, ќе го убијам! Ке им се обазниме на христијаните ние да Што знаат. зборувате, бре, вие? Што зборувате? Ќе Чекај вратиме на малку. христијаните. Чекај. Ама што зборувате, бре? Пред џамијата врзале свиња, господине Џабар. Што зборуваш, бе, ти? Да, пред џамијата врзале свиња. Зар не разбирате? Кој го направил тоа? Ајде одиме пред државната зграда, ајде! Сега наплатиме на христијаните, сега ќе им наплатиме. Алекс? 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 Отворена е вратата. Добар ден, Бајтар Ефенди. О, ти ли си Вахиде? Добар ден, Керко. Алекс не е тука? Не, не е тука. Кај вас отиде? Ти не знаеш дека треба да дојде кај вас? Така ли? Не знаев. Да си жив, пријатен ден. Ајде, пријатно. Добро утро, нека ти е Чичко Рамис. Ја, и тебе, Мустафа, и тебе. Нарно нека изгледаш загрижено. Не сум. Фериде. Фериде, Бато, подготвена ли си? подготвена. Мустафа? Фериде? Ќе се врати во Истанбул, Чичко Рамис. Во Истанбул ли се враќа? Да. Фериде? Што е, зошто си се облекла вака? Да не одиш некаде? Во Истанбул ќе одите, то Фатма. Зошто? Зошто? Важноста на мојата дозвола завршува. Би требало да се вратам во Истанбул. Ама знаете, не можам да ве оставам во ваква ситуација. Затоа Фериде ќе оди во Истанбул пред мене и ќе се потруда со Музафер да ми ја продолжат дозволата. Навистина, Керко? Добро, сине, во ред, нека оди, нека оди. Многу ми е мило што ве запознав. Оди со здравје, ќерко. Да сте ми живи и здрави. Зошто ни велиш да сме живи, Керко? Само проблеми ти покажавме. Девојченца? Ке се видиме наскоро пак. Дај Боже. Дај Боже.
Ја бара Вахиде, но не ја најдов. Поздравите ги Вахиде, Зарифе, Бато Хасан, Дада Хатидже од мене во ред. Ќе им пренесем, ќе им пренесем. На вистина, Чичко Рамис, каде е Вахиде? Вахиде ја испратив до едно место, ќе дојде. Ајде јас да испратам Фериди и ќе се вратам. Останете со здравје. Со здравје, Керко. Ајде, Фериде. Пасков! Излези надвор! Излези надвор, реков! Излези надвор! Излегувај надвор, проклетнику! Излези! Што викаш? Што сакаш? Несрекнику! Ќе стоите подалеку од Зарифе, разбрали? Сите ќе ве убијам! Сите ќе ве убијам! Ме разбрали? Само ако се приближите на Зарифе. Само ако се приближите. Дури ако и поминете пред куќе, ќе ве запалам сите! Ме разбрали? Ме разбрали? Ме разбрали? Разбрав. Ме разбрали, проклетнику, а? Разбрав. Проклетници! Ту! Тато, Му кажа ли? му кажав. Бајтар Ефенди рече дека излегол и тргнал на кај нас. Не е ли ја дојден? Не е дојден. Повторно оди до кајацо Ефенди. Дошол, не дошол, кажи му да дојде. Добра, додам. Сте ме барале, господине? Да, команданте. Што се случи со овците на господинот Джабар Ефенди? Украдени му се овците од шталата. Не знам кој е овчарот, господине. Кој би можел да направи такво нешто? Почнавме истрага, господине, истражуваме. Што се случува? Ова не се трпи веќе. Сакаме да го најдете човекот. Свиња да врзат прџавијата. Нечестници. Не може така. Смирете се, народе, смирете се. Како да се смириме? Доста. Не може. Можно ова. Ова е срамота. Господа, смирете се, господа. Се смириме срамота. Ве молам пополека, смирете се сите. Превземе нешто. Кажете ми што се случува. Пред џамијата врзале свиња. Што? Намерно го сториле тоа. Хасан? Ема каму, ми го ограбиле дуќанот. Вие добри ли сте? Фала Богу, ние сме добро. Ноќно време го ограбиле. Преминаа сите граници. Не може така. Ема каму, треба да го најдете никаквото. Не може. Добро, смирете се. Господа, викнете ги војниците. Стражите што се случува. Срамота. Не може така. Господа, ве молам, смирете се. Алекс, ти ли си? Јас сум, дедо. Зборуваше ли со господин Рамис? Не, дедо, се уште не зборува. Што се случило, бе, море? Ништо, дедо. Сега ќе одам таму. Дојде Вахиде. Што? Рамис сакал да те види. Што ти се случило, бе, море? Зошто изгледаш вака? Ништо, дедо. Вахиде дошла? Да. Што рече? Рече дека господин Рамис сакал да те види. Вахиде дојде да каже. Вахиде дојде да каже. Зарифе. Тато? Зарифе, симни се долу. Сакам да разговараме. Добро, тато, да се облечам, ќе слезам.
Господа, ве молам, смирете се. Господа, ајде смирете се. Послушајте ме. Господа, послушајте ме. Ви ветувам. Ќе го најдеме виновникот. Кога ќе го најдете кај мака му? Што чекате? Дајте ми 3 дена. Ветувам дека ќе го Ако најдам. не го најдете вие кај мака му, ние ќе правиме по наше. Ако не ги најдете, за 3 дена ние ќе им кажеме убаво. Пристигна попот, господине, внатре. Благодарам, коменданте. Вие смирете ги луѓе и испратете ги дома веднаш. Како ќе речете? Ова е срамно нешто. Не може така. Срамота. Смирете се. Не може. Ви реков, смирете се. Алекс, татко ми те вика. Дојдем. Зошто вака правиш? Не плачи веќе. Види, убаво ќе ти биде. Ке имаш мајка и татко. Не сакам. Ке дојде мојот учител да ме земе. Јас него го сакам. Тој е христијанин. Не може да те земе. Не разбираш ли, Зарифе? Не одам. Се го сакам учителот. Зарифе, седни тука. Ќе зборувам отворено со вас, попе. Ова што се случува во градов е голема навреда. Имате право кај мака му. Вакво нешто е неприфатливо. Овој грозен настан може да има уште полоши последици, попе. Мене тоа најмногу ме плаши. Реков дека ќе ги најдам виновниците и ќе ги казнам. Го смирив народот. Ама ако оваа работа не успееме да завршиме, за 3 дена ќе се случат многу полоши работи во Песочан. Во право сте. Навистина сте во право. Мораме да спречиме работава да не ескалира. Ако има нешто што можам да сторам, правете што знаете. И најдете ги виновниците, попе. Зборувајте со секој кој што ви е сумнителен. Вие помогнете ми да ги најдеме сторителите, а јас ќе се погрижам правилно да им се суди. како што рековте, господине Никола, јас направив се за да ги подбуснам луѓето. Ама кога се појави кај Макамот, рече дека за 3 дена ќе ги најде виновниците и народот се смири. Ти продолжи да ги потурнуваш муслиманите, Хаки. А ние со Петрус ќе ги потурнуваме христијаните. Бидејќи кај Макамот нема да ги фати виновниците за 3 дена, народот ќе дојде во состојба да се убива меѓусебно. Така е. А тоа што ми ги ветивте овците на господинот Джабар? Тие се во еден амбар во селото Азис Матевс. Тие овци се твои. Да си жив и здрав, господине Никола. Благодарам.
Тато? Нема да кажеш нешто? Ќе кажам. Ќе кажам. Почекај малку. Татко Рамис, Хасан? да разговараме надвор. Што се случи, Хасан? Да разговараме надвор малку, татко Рамис. Што се случило, Хатидже? Кажи ми што е. Да знаете само што се случи. Во чашијата е многу лошо. Што се случува, Хасан? Ми го грабија дуќанот, татко Рамис. Што зборуваш, бе, Хасан? Пред џамијата врзале свиња. Свиња ли? Кој имал храброст да стори такво нешто? Не знам, татко Рамис, ама народот е збеснат. Се собравме и отидовме кај макамот. Вака, урлавме, викавме, во чаршијата е хаос, татко Рамис, хаос. Тато? Дојдовме. Ти што бараш тука, бе? Со како лице доаѓаш во оваа куќа, бе? Хасан? Грешам, татко Рамис. Овој сите во селото душмани не направи меѓу себе. Хасан, престани, ти реков. Јас сакав да дојде. Влези. Седни, Алекс, седни. И ти седни, Зарифе. Седни, ќерко. Ви реков дека треба да размислам. Размислив. И одлучив нешто. Не дозволувам да се земете. Колку и да се сакате, сакајте се, ќе си го потиснете во срцето. Нема друг избор. Ако се земете вие двајца, двајцата ќе имате толкав товар што и вие, и ние, сите ние ќе бидеме столчени. Го користам правото на таткото. Не дозволувам да се земете. Зарифе, дојди со мене. Со мене дојди, Зарифе. Дојди со мене, Зарифе. Фати ме за рака. И цел свет да сака да се крене, на сите ќе им се спротиставам. Од сите ќе те заштитам. Од се. Ако одиме сега да одиме. Ако не, никогаш. Сега кажи ми. Доаѓаш ли со мене?
Зарифе, гулапче мое. Ти си мое чедо гулапче. Кој татко не би сакал неговата ќерка да е среќна? Ама оваа среќа, тебе пред мои очи, те носи во смрт. Сиот живот ќе треба јас да се плашам, за да не те повредат. Знам, Чичко Рамис. Знам кој би го правил сето тоа. Но јас ти ветувам дека ќе го заштитам твоето гулапче, твојата Зарифе, од сите лоши луѓе. Не можеш да ја заштитиш, Алекс. Не можеш. Немаш толку сила. Ќе ја заштитам, Чичко Рамис. Јас ништо не разбирам, Фатма. Како може еден човек својата сакана да ја однесе во смрт? Јас не го разбирам тоа. Ќе ја заштитам, Чичко Рамис. Јас и да умрам, тоа нека биде до Алекс. Спремна сум на се. Но јас не го сакам. Спремна сум на се. Јас сум твојот татко. Јас го сакам Алекс, тато. Зарифе, Зарифе, гулапче, те молам, послушај го мојот збор. Не оди си, немој. Тато. Ти немаш повеќе татко. До крајот на својот живот повеќе нема да ти зборувам. Да ти се насмејувам. Господ ми е светок. Целото моје стадо ми го украдоа. Целото стадо. Што? Така. Како е можно тоа? Можно е, Бедија. Можно е. Ти многу пари беше вложил во тоа. Сите мои пари. Керко, зашто пак дојде ти? Му остана уште 3,5 дена. Тоа дојдов да ви го кажам. Подобро е намик да се одлучи што побрзо, а? Татко ми станува се понервозен, да знаете. Ќе ја убијат мојата Зарифе. Знаеш ли што се случи утрово? Ова утро обесиле една кукла. Куклата личеше на Зарифе. Куклата на Зарифе, еве вака се нишаше. Сакаа да кажат дека ќе убијат. Ова не е вашето место. Така ли? Ве молам, тргнете по мене. Добро. Ова е вашето место. Повелете, господине.